Уште еден член на семејството Идризи беше убиен во пресрет на празникот Рамазан Бајрам во Скопски Чаир. Јонус Идризи го загуби животот во синокешната крвава пресметка, што се случи 20 минути пред 22 часот. Врз него и уште две лица било пукано од автоматско оружје од автомобил во движење. 47 годишниот Идризи со тешки повреди бил пренесен на државната клиника, каде починал. Другите двајца кои биле со него се повредени во престрелката, а подоцна со раниот и секотини се пријавило уште едно лице. Оваа чеѓилница зад мене, во Скопски Чаир, беше местото на синокешната вооружена пресметка во која животот го загуби 47 годишно лице. Синоќа околу 21 часот и 40 минути било пријавено дека две лица пукале со автоматско оружје на улица Браќа Реџепагиќ. Во пукањето со тешки повреди се здобил 47 годишник од Скопје кој бил пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза, каде околу 22 часот починал. Исто така со повреди се здобили и три лица од Скопје, од кои две биле пренесени во градската општа болница Свети Наум Охридски, а едно во комплексот клиники за укажување на лекарска помош. Чаирчани исплашени, никој не сака да зборува пред камера дали видел или слушнал нешто синоќа. Убиениот е брат на Камер Идризи, кој беше застрелан лани исто така на Рамазан Бајрам. Во вооружениот судар што се случи минатата година на 12 мај во Бутал, беа испукани 80 куршуми. На лице место беше убиен 43 годишниот Камер Идризи, додека неговиот внук, 24 годишниот Ергин Исени, беше тешко повреден и почина во болница. Иако никогаш не беше соопштена причината за убиството, во јавноста се споделуваа информации дека станува збор за крвна одмазда. Убиството на Камер Идризи се уште не е расветлено, ниту пак има осомничени. Предходно Камер Идризи беше цел на оружен напад, додека заедно со уште четворица пријатели седел во хотелот Александар Палас. Во настанот што се случи пред 2 години беше инволвиран и инспектор од полициската станица Карпош. Ниту за овој случај нема разрешница.